Драги првачиња, добро дојдовте во училница. Се викам Тодорка Каровска. Наставничка сум во прво оделение во Основното општинско училиште Страшо Пинџур во Кавадарци. Овој час, заедно со вас, ќе учиме, ќе се забавуваме заедно со буквата З. Се надевам, ќе ни биде забавно. Ќе имаме наставен час по македонски јазик, наставна содржина, запознаја буквата З. На овој час имаме и цели кои ќе треба да ги реализирате. Се надевам дека ќе ви биде лесно и интересно. Ќе треба да ја научите да ја препознавате и именувате големата печатна буква З од македонското кирилично писмо и да ги научите елементите од кои е напишана. Затоа ќе поминеме низ неколку активности, односно ќе реализираме неколку активности. Говорна игра, погоди ги животните во зоолошката градина. Истакнување на буквата З како знак на гласот З и неговите елементи. На што ми личи буквата З? Како може да ја направам буквата З? И ќе треба да нацртате сликички кои ја содржат буквата З во иницијална, медијална или финална положба во прозорчињата на возот со кој ќе патувате. Па можеме да почнеме. Зорана ќе не прошета во зоолошката градина. Ќе не запознае со некој од животните во зоолошката градина. Се надевам дека вие лесно ќе ги препознаете и ќе ги именувате. Животинче диво. Најчесто со кожувче сиво. Многу сака зелка и морковче да делка. Се надевам дека погодивте. Тоа е зајак. Ако продолжите да патувате во зоолошката градина со Зорана, таа ќе ве однесе до една опасна, тенка и долга цверка, која може да зска и отров да прска. Погодивте? Сигурно погодивте, тоа е змија и немојте да се задржувате. Немојте да се плашите, продолжите понатаму со Зорана. Ако погледнете лево или десно, ќе видите едно животно кое што личи на нашето конче, ама не е конче, туку тоа е зебра. Личи на конче, но има црно-бели шари и ни стигна од далечната Азија. Веднаш до неа, зад решетки, има една коза, која се викала Роза. Ја има и питома, ја има и дива. Зорана брза, а вие побрзајте по неа. Да видите голем бизон, кој многу сака зелена и сочна тревичка и мрзливо да зева. Првачиња, само продолжете вие по Зорана, ќе научите уште многу други животни. О, Зорана ни вели, побрзајте дечиња мили, да видите газела, иако не е бела. Таа, ви велам, многу е брза како вистинска стрела. И на вистина побрзајте. Побрзајте, само ако ја следите Зорана, ќе видите едно животно кое што личи на мечка, ама сака тревичка да сечка. Тоа не е нашата македонска мечка, туку тоа е мечката гризли. Првачиња, се запознавме благодарение на Зорана со некои од животните во зоолошката градина. Тоа беа гризли, газела, бison, коза, зебра, змија, зајак. Се надевам дека вие препознавте што е заедничко кај овие животни.
заедничка име З. З. Зајак. З ја слушаме на почеток на зборот. З. Змија. И овде во зборот змија З ја слушаме на почеток на зборот. З. Зебра. З е на почеток на зборот. Коза. Во зборот коза З ја слушаме во средина на зборот. Бизон. Во зборот бизон З е во средина на зборот. Газела. Во зборот газела З е во средина на зборот. Гризли. И во зборот гризли З е во средина на зборот. На секоја сликичка е напишан зборот, односно името на животното. Значи, гласот З има свој знак. Тоа е буквата З. Значи, секој глас има свој знак. Знакот служи за да читаме и да пишуваме. Тоа е буквата З, деца. Значи, знакот за гласот З е буквата З. Буквата З можете да ја погледнете за да ја препознавате. Таа е составена од два елемента, односно од две полукружни линии. Ако овие две линии се спојат една по друга, тогаш ќе ја добиеме буквата З. Елементите на буквата З и буквата З многу лесно може да се пишуваат во тетратките за почетно пишување на првачињата. Се надевам, драги мои, дека на крајот од оваа активност нема да ви биде тешко да ги доцртате елементите на буквата З и да ја напишете буквата З во тетратката за почетно пишување. А сега, драги првачиња, да ми кажете на што ви личи вас буквата З. Мене право да ви кажам, буквата З ми личи на бројот 3. Иако тројката е бројка, а З е буква. Ми личи и на 8, ако со мојата лева рака ја скријам левата половина на бројот 8. Тогаш десната половина на бројот 8 ме потсетува на буквата З. И крилцата на пеперутката ме потсетуваат на буквата З. И да не ве плашам, но и змијата ми личи на буквата З. З. Како може да се направи буквата З? Вие, драги првачиња, може да ја направите од многу предмети кои што ги имате во вашиот дом. Се надевам дека многу од вас во вашиот дом имат пластелин. Пластелинот е лесен и интересен за работа. Не е опасен и е мек. Значи, со извлекување или со лепење на елементите на делчињата од пластелинот можете да ја изработите буквата З во боите кои што ви се вам омилени. Буквата З можете да ја направите од пластелин со модли од срце. Можете со оклагија да го истегнете пластелинот во една лента и од неа со модлички од срциња да ја изработите буквата З. А доколку немате пластелинче, во кујната вашата мајка сигурно има многу продукти, бидејќи секогаш мајките се грижат децата да имаат здрава храна за детство без мана. Ако има зелкички, во тањирот можете да ја формирате буквата З. Ако мама прави овошна салата од крупчињата на бананата, во вашето тањирче вие можете да ја наредите во форма на буквата З. И за крај, драги првачиња,
За вас имам една задача. Задачата е многу интересна. Нацрта воз со кој што сакам вие да патувате. Ке патувате на тој начин што ќе цртате во прозорчињата на возот. Прва е локомотивата. Во прозорчето на локомотивата, драго прваче, нацртај го Зоран. Зоран е машиновозач. З во Зоран е прва. Во првото вагонче, поточно во прозорчето на вагончето, нацртај ја буквата З. Во прозорчето на второто вагонче, нацртај предмет кој започнува на З. Јас би нацртала зајаче, а вие нацртајте тоа што ви е вам желба. Во третото прозорче, од третото вагонче, нацртајте предмет каде што буквата З е на крајот од зборот. Во четвртото прозорче, нацртајте нешто што ве радува, а започнува на буквата З. И во последното вагонче, нацртајте нешто од што се плашите на З. Јас, да ви кажам, се плашам од заболекар. А вие, ако се плашите од нешто, нацртајте го тоа во прозорчето од последното вагонче. А кога ќе бидете готови, погледнете горе над возот. Таму има облачиња. Облачињата се нацртани со испрекинати линии. Тоа се всушност елементите на буквата З. За да не бидат прекинати, земете сина боичка и исцртајте ги елементите на буквата З, односно облачињата. И за крај, немојте да оставите зелената тревичка бела. Обојте ја со зелена боичка. Забавувајте се со буквата З. Довидување, првачиња, до следното видување.